Тели со неговата сопруга Лена активно се вклучуваат во сите активности, помагајќи дури и преку границите на нивните можности, за да што побрзо се изгради црквата со името на Охридскиот и македонски просветител Свети Климент. Ако македонците уште од 3 век, можеби со самата рожба на Христа, како големи верници на Господа делеле од залакот леп, за да дадат онолку колку што можат пари, за да се градат се повеќе и повеќе македонски цркви и манастири, тоа ме потсети за тогашните членови на Организацијата Обединети македонци од Торонто, но и поединци, индивидуалци македонци. Мислата веднаш ми се префрали кај Тели и Лена Мариовче, кои како и други членови на организацијата, не гледајќи колку се слаби финансиски и со мали дечиња, сепак земаа кредит или, како што овде викаме, моргичи, ги ставаа своите кујки под хипотека само и само гордо да го представат македонскиот храм, па и културен центар Свети Климент Охридски. Со самото изградување на црквата, веднаш овој наш познат брачен пар Мариовче со другите мажи и жени македонци отпочна со активностите со цел што побрзо да се исплати долгот на црквата. Интересно и тоа морам да кажам, што да го потенцирам, што Тели Мариовче беше председател на Организацијата Обединети македонци, па и на црковната општина Свети Климент Охридски. Но што ми е целта, што сакам да кажам? Овој за мене, иако со 6 години школување, но многу повеќе природно интелигентен човек, на кој секој збор му тежи. Секој збор му е на место и знае што кажува. Тој во неговото председателствување и во Обединети македонци и во црквата Свети Климент Охридски беше успешен. На многу дипломати македонски, на владици, познати историчари и писатели, музичари и артисти, толку беше умен што знаеше како да се постави со сите нив и да биде вистински домаќин, но и добро организиран со неговата управа и во црквата и во организацијата за сите македонски настани, банкети, веселби и така натаму за време на неговото мандаторство. Тели Мариовче никогаш не престана да биде активен нити во Свети Климент, нити во Обединете македонци. Но не само тоа. Тој, речиси, секоја недела е присутен меѓу својот македонски народ во црквата Свети Климент Охридски, да се види со пријателите, разговарајќи на тема најмногу за иднината на Македонија, а понекогаш и подсетувајќи се на младите години поминати со сите нив. Skrila pred mnogo
Телима Риовче, како еден од првите градители на црквата Свети Климент Охридски, внимателно следи и советува за поголема нега и успеси, како и просперитет на црковната општина Свети Климент Охридски. Иако и во неговите рани 80-ти години, тој, ама на вистина Мариовче не може да замисли, а да не биде со мислите за македонството, поготово за подобра иднина на македонците на секаде во светот, но и овде во македонската комуна, иако, како што реков, е во зрели години. Меѓутоа, тој е дел од неговиот карактер кој навистина многу го ценам, зашто посебно кога знае дека е во право, не се предава лесно. Тој умее на свој начин да го докаже она што го мисли со неговиот цврст карактер. Може би затоа и ден денес многу од нас често пати го спомнуваме во позитивна смисла на зборот овој наш голем ентузијаст, помагател Телима Риовче од село Армено-Ролевинско, кој го испреќа аманетот до сите идни генерации. Да ги проследиме и новините од Македонија.
Обвинителството за организиран криминал и корупција поднесе обвинение против поранешниот генерален секретар во владата Драги Рашковски со обвинението за спорните набавки на софтвери. Покрај Рашковски опфатени се уште 6 лица. Деталите од Михајло Видимлиски. Скоро 6 месеци по официјалната наредба за истрага, обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција до Скопскиот кривичен суд го достави обвинението против екс-владиниот генерален секретар Драги Рашковски. Обвинението со кое се опфатени уште 6 лица се однесува на набавката на софтвер за сообраќајни прекршоци што никогаш не бил искористен. Рашковски се товари за злоупотреба на службената положба и перење пари. Меѓу останатите обвинети е сопственикот на фирмата Инвока Груп, преку која одела набавката Даниел Станчев и ангажираните во владата кои го спроведувале тендерот. Нив обвинителството ги товари за помагање. Од обвинителството со кое раководи Вилма Русковска наведуваа дека сега обвинетите со умисла извршиле кривични дела на штета на државниот буџет. Прво, обвинетиот дал насоки за изготвување на техничка спецификација за јавната набавка во консултации со подизведувачи со учесници во постапката. Во текот на постапката за јавната набавка, комуникацијата не ја вршеле со користење на електронски средства преку електронскиот систем за јавни набавки. Туку лично дефинирал технички спецификации што упатуваат на конкретен патент, со што за 4 економски оператори прибавил корист, право да учествуваат во постапките за јавни набавки и им овозможил да се стекнат со имотна корист во вкупен износ од над 17 милиони денари, образложуваат од јавното обвинителство. Оттаму во однос на другото кривично дело кое на Рашковски му се става на товар, наведуваа дека тој со намера да го прикрие потеклото на паричните средства во повеќе наврати, откако ќе ги добил парите од кривичното дело, ги пуштал во промет, вршејќи готовинска уплата на сопствените сметки и банкарските картички и на сметките на членовите на своето семејство, а исто така предвремено ги исплатил претходно земените кредити. Рашковски прво беше во притвор во Шутка, а од јуни со одлука на апелација, екс-владиниот секретар затворскиот притвор му е заменет со домашен. Со покренувањето на обвинението, обвинителството побара продолжување на куќниот притвор. Случајот со дивоградбата кај Мавровка доби правна разрешница. Инвеститорот чија дивоградба лани се уриваше со полициска придружба признал вина и добил условна казна од 2 години и паушал за судски трошоци во висина од 50 евра. Михела Димовска. Условна казна, затвор од 2 години и судски паушал од 3000 денари во јуни годинава му биле досудени на инвеститорот Мевлју Диналити за бетонската дивоградба кај кафулето Фонтана во трговскиот центар Мавровка, која лани беше урната со градежна механизација. За кривичното дело бесправно градење за која Алити беше обвинет е предвидена казна затвор од 3 до 8 години, но судот при носењето на одлуката како што стои во пресудата особено го ценел тоа што Алити ја признал вината и изразил кајање дека градел без одобрение, но и дека досега не бил осудуван, иако претходно тврдеше дека правдата ќе ја бара во Страсбург. Судот цени дека само со предупредување со закана за казна превентивно ќе влијае врз личноста на обвинетиот во иднина да се клони од вршење на вакви или слични кривични дела, а воедно ќе се делува и позитивно на околината во која тој живее и движи, со што ќе се постигнат целите на казнувањето, како на специјален, така и на генерален план, пишува во пресудата. Оваа првостепена одлука 15 дена по незиното објавување станала и правосилна, бидејќи Алити не се жалел пред апелација на висината на казната, а жалба не вложил ниту скопскиот Даниел Коцев, пишува истражувач